Трчањето во зона 2 нема да ти помогне да го постигнеш посакуваното време на 5 или 10, но постои систем каде што ако го имплементираш правилно, ќе осетиш драстична разлика во твоето трчање. Да не се разбереме погрешно, трчањето во зона 2 е солидна опција, но најчесто луѓето го користат погрешно во својата тренинг структура, а напредокот што ќе го видите со следниве 3 промени е значително поголем. Првата промена која што имплементирав во моите тренинзи и ми помогна многу да ја подобрам својата петка од 20 минути на 17 минути и 30 секунди е темпо тренинг. Ова е најзанемарениот дел кај луѓето што се спремаат за трка, а е толку ефикасен. Овде гледаме да влеземе во таа зона 4, каде што срцето ни работи исто како на една Hyrox трка и со ова трчање нозете ни работат под високо ниво на лактати. Ако некој се прашува што е тоа, кога трчаме побрзо, телото почнува да создава енергија, како бајпродукт на таа енергија се создаваат тие лактати. Тоа е она чувство кога нозете ти тежат и баш ти горат, ама целта е да продолжиш да трчаш. Замисли се дека стоиш пред оган, телото ти гори, ама нема да експлодираш, си на рап. Темпо трчањето те учи да останеш во тој оган, но да не изгориш. Hyrox конкретно е многу захтевен надпревар за нозете. За да го симулираме цел овој стрес и да ја подобриме својата сила и издржливост, ги правиме овие темпо трчања. Како и се друго гледавме постепено да ги надградуваме. Ќе почнеме прво со 3 серии по 8 минути темпо трчање и 2 минути пауза, па понатаму го прогресираме тоа со или додавање на минути или додавање на серии. Сето ова ќе ни помогне подобро да ја контролираме брзината и да имаме можност да ја одржиме низ трката. Сега, ако темпо трчањата беа оган што гори стабилно, интервалите се кога му додаваме бензин на тој оган. Со интервалите добиваме кратка експлозија, па смирување, па повторно кратка експлозија. Овде не бараме контрола, овде бараме максимален напор во краток период. Тешко е дишењето и тешко ти е да одржиш конверзација. Токму тогаш знаеш дека работиш на интервали. Многу истражувања тврдат дека ова е најдобриот начин за да се подобри VO2 максот, а тоа е твојот мотор. Што побрз мотор имаш, толку побрзо ќе можеш да се движиш. Тренинзите кои што ние најчесто ги користевме во нашите интервални тренинзи беа 4 по 800, 5 по 1000 метри и некои пократки интервали како 200 до 400 метри, каде што фокусот е повеќе да се посветиме на брзина. Околу паузата таа варира од 30 до 180 секунди. Со тоа што ако одмараш помалку, ќе бидеш изморен и нема да можеш да го даеш тој максимален напор на следниот интервал. Затоа се бара повеќе одмор за да можеш во секој интервал да се посветиш максимално и да дадеш се од себе. Сега што подолг и потежок интервалот, толку поголем треба да биде и одморот. За крај имаме лесни и долги трчања. Сега која е разликата меѓу двете? Лесното трчање е она фамозно зона 2 трчање. Ова трчање го правиме со лабав интензитет, многу лесно можеме да одржиме конверзација и треба да е нешто што можеме долго време да го правиме без да се измориме. Размислете дека тука треба да го одржиме огнот да не се изгаси. Главниот фокус ни е да креираме база и да ни се навикнат носете на тие дистанци и на тој импакт со земјата. Најчеста грешка што ја гледам кај многу луѓе е што ги прават своите лесни трчања тешки или потешки од тоа што треба да бидат, а долгите трчања ги прават лесни. Затоа што со долгите трчања треба да додаваме дрва на оганот за да може да гори подолго. Градиме аеробна база или издржливост и го спрема телото за долга и напорна работа. Не треба да се чувствува лесно како овие зона 2 лесни трчања што ги избориме, но не треба ни да биде многу тешко како темпо трчање. Бараме некоја сладка средина. Едно долго трчање што ние често го правевме и можам да го препорачам е прогресивно трчање. Замисли го тоа како да го засилуваш огнот малку по малку. Како пример ќе ви образложам еден мој тренинг. Почнувам со 5 км на 5 пейс. Потоа забрзувам каде што ќе имам 4 км со 4:10 до 4:20 пейс. И на крај завршувам со 1 до 2 км со 3:50 до 4 пейс. Ова е клучно затоа што трчаме најбрзо кога веќе нозете ни се изморени. Гликогенот е опаднат, а тоа ни е складираната енергија во мускулите и црниот дроб и кога тој ќе се потроши, навистина се бориме да ја одржиме таа брзина, што е најблиску до реална трка, без да го добиеме целиот стрес од реална трка. Една работа. Иако ви кажав дека системов многу ќе ви помогне, сепак нема да работи доколку ги правите најчестиве следни грешки. Многу луѓе мислат доколку прават обемен волумен дека ќе напреднат, но го занемаруваат тежинскиот тренинг. Да не се разбереме погрешно, зголемувањето на волумен дефинитивно може да помогне, но најчесто луѓето набиваат неквалитетна километража, мислејќи дека тоа е правилно. Поради тоа што една петка содржи од прилика 4500 скока вкупно. Замисли, абсорбираш сила на цело тело со една нога, а при секој таков чекор телото абсорбира 2 до 3 пати од својата телесна тежина. Сега имаме човек од 80 кг и да го помножиме тоа со 4500 скока, искача преку 160 кг на една нога. Многу луѓе ги немаат адаптациите за да го издржат овој стрес и тоа прерано прераснува во повреда. Тука влегува во игра тој тежински тренинг, каде што мускулите и тетивите тренираат да бидат спремни за овој шок. Кога ќе ги работиме мускулите да бидат спремни за тоа, може многу полесно да ги абсорбираат сите овие сили на трчање. Токму затоа имплементацијата на тежински тренинг и како може да помогне во подобрувањето
подобрувањето на твоето трчање. Сите овие информации кои што ги користиме во ова видео ги имплементираме во нашите програми, кои што не се само за спремање на Hyrox трка, но исто така многу ни помогнале да постигнеме голем број на подиуми, на секакви трки. Па затоа сакав да споделам како изгледа тоа структурирано и спремно, за да можете и вие да го подобрите своето трчање и да се победите себе си. А дали вие ќе се победиме себе си, ќе дознаеме за еден месец во Лион. Се гледаме.